Драги македонки и македонци, како што се поклонувам на илинденците и првите кои што се вградија во нашата денешна Македонија и оние вторите кои што ја кршеа кичмата на фашистите, така денес сум должна да се поклонам пред вас, јас, Солза Грчева од Македонија, од вашата и наша Македонија, се поклонувам на вашето единство овде. Импресионирана сум, немам зборови. Не знаев, признавам, дека овде е Македонија исто толку како долу. Се поклонувам на вашата организација. Се поклонувам на тоа што факелот на македонштината успевате да го носите дигнат високо и во најтемните времиња кои што и се случуваат на вашата татковина Република Македонија. Ова е навистина достојно за најголема можна почит. Вие имате право да бидете на браникот на нашата татковина, вие имате право да имате став, вие имате право да бидете незадоволни, вие имате секакво можно човечко право да бидете гневни на она што се случува сега во Македонија. Гневна сум и јас, гневни сме многу. Над 80% од сите македонци, и не ги двојам бидејќи не смеат да бидат раздвојувани, велат не, никако, никако немаме право во име на предците, оние во гробовите што ни се. Во име на нашите деца и внуци немаме право, никакво историско право да правиме ваква авантура со идентитет на еден достоинствен, стар, горд, цивилизиран, прецивилизиран народ, би рекла за оној ужасен Балкан. Може би најцивилизираниот дел од народот. Тој народ испрати јасна порака, испраќа цело време јасна порака дека не дозволува менување на идентитет, не дозволува еден вид на модерна окупација за да влезел во некакви си сојузи. Сојузи се вештачка творба, во сојузи се создаваат со договори, а не народ. Народ кој што се создава со векови, кој што го пренесува генетскиот код на секоја генерација, тој не може да биде предмет нити да се создаде, нити да се изгуби со еден договор. Ние договорот во Нивици не го признаваме. Тој е капитулација. Народот македонски никогаш нема да стави подпис на своето самоукинување. И затоа сите ве молам, здушно и заедно треба да избориме оваа битка, затоа што не можеме и не смееме да ја потцениме. Голем ни е непријателот. Не ни е непријателот она марионетска, луда би рекла, марионетска една врхушка која што нема никаков политичко чувство, а најмалку национално чувство. Ние се бориме со големи зверови, се бориме со една заедница која што решила газејки по собствените демократски принципи со кои што не труе со децении. По собственото зборување за владење на право, а го крши пред се кај нас и го крши целото меѓународно право. Со нив треба да се избориме.
најмал проблем со оние продадени души внатре. Со нив лесно ќе се справиме, им го знаеме од сега местото кај им е. Го знаеме одлично местото и јас и вие. Оваа борба нити започна сега, нити ќе заврши со референдумот. Но референдумот е првата голема пречка, првиот наш тест на кој што ќе треба да покажеме едно достоинствено не, никако не, бојкот на тој референдум, целосен бојкот на референдумот. Ве замолувам, како македонци, ова да го пренесете на сите македонци во Канада, не само во Торонто, не има насекаде. Нека пролета овој мој глас како птица, нека го обиколи континентот, да се знае дека македонците, единствени како што се, решиле да си направат мајта по тоние таму долу продадените и да кажат никако нема да помине. Да се пријавите во дипломатско-конзуларните представништва, да се запишете за гласање, да го зголемиме на тој начин цензусот, прагот, и така е голем, и така не можат да го поминат. Затоа се одлучија на така наречен измислен консултативен референдум. Спремни се на фалсификат. Но ние треба да ги засрамиме. Целиот свет треба да види дека македонците се единствени во намерата да го спречат ова чудо. Затоа запишете се, но никако не излегувајте на гласање. Немојте да излегувате и да пишувате таму не, да и било што. Само целосен бојкот може ова пречка да ја надминеме. Таа нема да е последната пречка. Сценариото ќе го тераат. Но за секоја нивна неправна постапка имаме решение и заедно ќе ги формираме одлуките и ќе се договараме што треба да направиме. Оваа борба ние ќе ја добиеме. Овде ви праќам пораки на оптимизам. Порака на оптимизам, јас сум сигурна дека ние ќе извојуваме оваа победа. Од ова место испраќам порака и до нашите долу, до сите политички субјекти, до сите патриоти, до сите поединци, дека мора да се тргнат идеолошките разлики настрана, политиките настрана. Сега треба да бидеме едно. Мора да се обединиме на начин на кој што овде ви се восхитувам, вие сте се обединиле. И вие сте поминале низ разни премрежија, низ веројатно и неединства и така натаму, но кога дошло, ножот кога дошол под коска, сте се обединиле, бидејќи знаете дека заедно сте силни. Така треба таа порака да ја примат и оние долу. Пред се разни политички партии. Сега не е време за поделби, сега не е време за навреди, сега не е време за ништо од тој политички фолклор. Сега е време под едно знаме, под една идеја да ја сочуваме Македонија сите заедно. Ова е светол ден, ова е убав ден, уживајте во расположение и знајте дека и вие учествувате во еден светол историски миг. Секоја наша генерација има некакви искушенија, тоа ни е кармата, тоа ни е судбата на македонците, но секогаш излегуваме посилни и сега ќе излеземе посилни. Ви благодарам на гостопримството, ви благодарам за оваа убавина што ја гледам пред мене, на вас сите ви благодарам што ја чувате така здушно нашата македонштина. Нека ни е вечен празникот и нека ни е вечна Македонија.